Загадувањето на Кочани не запира. Инспектори повторно ќе го контролираат работењето на фабриката Paper Mill, кој во неколку наврати е посочена како главен загадувач на воздухот. Пред непол месец, жители на Кочани повторно јавно посочија на проблеми со фабричкиот оджак од оваа фабрика и загадување на воздухот. Сведоци сме дека смрде екстремно, значи тоа не е здраво таа смрдлева. Сведоци сме дека се загадува, дека чади, известно време се подобре, после некое време па си почне да си чаде, еве сведоци сме на црн чад. Од тогаш се направени неколку контроли, а нов инспекцијски надзор денес повторно најави заменик министерот за екологија Јани Макрадули. За жал, очигледно има некои моменти од денот кога се врши злоупотреба и еве инспекторите пак ќе направат вонреден инспекцијски надзор. Тоа е една од најчесто посетуваните компании во Република Северна Македонија од страна на инспекторите. И мора и сите да сватиме дека мораме заштитата на здравјето на граѓаните на највисоко ниво, прв приоритет и мора да ги прилагодат своето работење. Досега Paper Mill бил контролирал неколку пати, а еднаш и времено затворен, но трајно решение за проблемот не се најде. Има ли државата овој пат поригорозни мерки? Минатиот пат имаше обврска, беше затворена компанијата, тоа сакам да кажам. После мојата посета беше затворена компанијата, се даде задача да постават филтри, поставија филтри, работеше коректно одреден период, но очигледно нешто можеби во системот, во процесот се случува кој што и тие не може да го контролират, но мора да се најде решение бидејќи здравјето е најбитно. Кочани во континуитет е посочена како општина каде присуството на PM10 честички во воздухот, особено во зима, е на загрижувачко високо ниво.